Ви благодарам, почитувана председателка. Бев испровоцирана од дискусијата на господинот Иванов, бидејќи на самиот почеток ни одржа лекција за тоа што е буџет, како истиот треба да се концепира, дека истиот е проекција на предвидувањата на приходите и расходите, дека треба да кореспондира со реалната ситуација на терен и така натаму и така натаму. И кажа човекот дека не е економист. Јас, почитуван колега, не сум економист, барем можам така најреално да расудувам со речникот на економијата. И верувајте, не ми требаше многу да сватам, разгледувајќи го ребалансот на буџетот, дека за жал овај ребаланс најмалце е развоен, почитуван колега, затоа што во него не се внесени или ги нема настрана се тргнати се оние параметри и двигатели кои што еден ребаланс на буџет го прават развоен. Кажавте и тоа дека додуша не ни се ни стари овие критики од типот кој што ги испративте за претходниот буџет од 2016 година, дека буџетите кои што ги правела претходната влада или владата на ВМРО ДПМН, дека биле мегаломански, дека не кореспондирале со реалната ситуација на терен, дека проекциите за истиот и за претходните исто така буџети секогаш биле извадени од ракав, дека го правеле нестручни луѓе, дека токму ваквото концепирање на буџетот е и основниот фактор што Република Македонија е во ситуација во која што се наоѓа, дека следи колапс на македонската економија, дека имаме грчко сценарио. Почитуван колега, сите овие критики во изминатите години ги кажуваа вашите колеги. И сега во моментот кога имате вие можност вака мегаломански буџет да го скратите, вие тоа не го правите. Не е во ред, почитуван колега, тука да се препираме за тоа каква економска политика водела претходната влада. Водењето на економската политика на претходната влада, почитуван колега, беше оцената со највисока оценка не од натрешните, и од натрешните се разбира стручна фела, но меѓутоа од меѓународните релевантни институции, кои што навистина дадоа една позитивна оценка за начинот на кој што претходната влада, претходниот тим на господинот Ставрески така успешно успеа да се справи со сите предизвици пред кои што беше поставена нашата економија. Знаете што требаше, почитуван колега, да направите со ребалансот на буџетот? Ништо посебно, само да препишите она што претходната влада го правеше со ребалансот на буџетот, за да можат граѓаните да бидат и сигурни, за да можат да си бидат и безбедни и релаксирани, дека навистина економијата во идниот период ќе биде во правилна насока. Само толку, почитуван колега, требаше да направите. Основните параметри кои што кажав дека се двигатели за една успешна економија, вие не ги имате, напротив, ги имате санкционирано сега тука. Имате кратено од нив. Значи, кои се основните параметри за тоа? Значи, требаше да ставите посебен акцент на стопанството, приватниот сектор преку капиталните инвестиции, но за разлика од тоа, вие кратите 78 милиони евра од капитални инвестиции. Значи, тоа говори за вашата несериозност, дека не сакате да имате развој во идниот период. Посебен акцент на градежништвото. Како можеме да кажеме дека вие го стимулирате градежништвото, кога сите капитални проекти кои што во последните 50-60 години не биле случаи во Република Македонија, а кои се градат претходните 3-4 години, вие ги стопирате. Со едни банални објаснувања кои што, верувајте, не држат вода. Не може да кажете дека проектите од инфраструктурен карактер, кои што се капитални, кои што носат бенефити во економијата, за развој на инфраструктурата, за подобрување на животниот стандард, биле закочени заради одредени грешки во проектната документација. Се слушате ли вие што говорат претходните колеги? Тоа е тотално незнаење како еден инфраструктурен проект од капитално значење треба да изоди фазата. Значи, вие немате капацитет тие инфраструктурни проекти да ги завршите. Па таквите проблеми постојано ќе се појавуваат, почитуван колега, при едни такви капитални проекти, но тоа говори дека вие во минатото не сте направиле вакво нешто и затоа не знаете како да се носите во една ситуација. И што е најдобро? Најдобро е дајте да ги стопираме, затоа што ние немаме капацитет истите да ги реализираме.
Не може проблем на експроприација на земјиште да биде основа за стопирање на еден капитален проект. Или не може, како што кажа некој колега од претходниот, дека бидејќи имало само една клучка во проектот, дека проектот треба да биде стопиран. Па почитуван колега, тие проблеми текомно се решаваат. Ако треба повеќе клучки ќе се стави во проектната документација, па имаме надзор, па имаме ревизија, па сето тоа ќе се констатира. Никако исто така го немате застапено ниту земјоделието. Странските инвестиции, почитуван колега, само ги критикувате. Тие сметате дека се најголемиот олуш кој што нешто претходната влада го направила. А при тоа не ги гледате сите бенефити кои што токму овај фактор или овај критериум колкави бенефити донесле во економијата. За жал кажавте и тоа дека претходната власт, а сегашната опозиција при концепирањето на буџетот главно се водела од нивните партиски интереси. Како може, почитуван колега, тоа така да го кажете? Па секоја политичка партија, вклучувајќи еве и вашата политичка партија, пред граѓаните излегува со една проектна програма. За да се реализира таа проектна програма, треба нели да се доведат во одредени стапки во буџетот, за да можат истите тие проекти кои што беа ветени пред граѓаните да се реализираат. И во ред е сосема логично ова вие сега што го правите во буџетот, но меѓутоа го правите на неконструктивен начин. Да, ветивте дека треба да се укине радиодифузната такса, скративте пари, дали се доволни или не се доволни, за тоа вас, ама апсолутно не ве секира. И плюс тоа кажавте дека сме донесле некое законско решение сега кое што не кореспондира и дека истото треба не знам кога да се донесело. Па почитуван колега, знаете дека вие постојат амандмани и дека законското решение не е Библија и дека истото може да се амортизира и да се направи да биде согласно ситуацијата. Вие донесовте ставка во буџетот дека ќе укините радиодифузната такса и воведувате 200.000 или 200 милиони денари за укинување на радиодифузната такса. Но за ова да биде подкрепено треба законско решение, како што вие го кажавте. Но тоа законско решение вие го одбивте. А можеше толку едноставно да се измени со еден амандман и да требаше да гласи дека истото ќе биде со важност од тогаш кога нели ќе се донеси ребалансот на буџетот, да речеме од 1 септември и така натаму. Значи, излеговте вие во програма и еве гледаме вашите мерки веќе се во ребалансот на буџетот. Така и претходната влада за своите проекти и за својата програма која што излегла пред граѓаните, за која што добила глас, значи морала да најде соодветни финансиски средства и тоа се прави точно во буџетот. Како се прави еден буџет? Акцентот се става врз капиталните инвестиции. Затоа ви кажав, не требаше да измислувате топла вода. Само требаше да види како претходната гарнитура на чело со господин Ставрески ги правеа ребалансите и секогаш тие ребаланси согласно параметрите кои што ги поставиле, така и на крајот нели излегувале. Ништо друго, почитуван колега, но вие, како што кажав, капиталните инвестиции ги сведивте на нула. И дека овој буџет кој што вие го концепирате, дека треба да одговори на основната желба за целосна партизација на институциите, токму го имате пресликано во ребалансот на буџетот. Овај ребаланс, почитуван колега, оддалеку не е развоен, напротив е дополнителна алатка во рацете на вашиот лидер за остварување на неговите планови, кои што си од овој период на некој начин им се закануваше на луѓето или на граѓаните кои што работат во администрациите, дека ќе има бркање од чистачка до министер и дека тие истите ќе се заменат со партиски војници. И тоа веќе го докажавте и не треба многу да бидете на власт. Во првите 40-50 дена вие тоа веќе си го реализиравте. Но меѓутоа затоа вчера Советот за асоциација на Европската Унија, високата представничка за надворешна политика Могерини и комесарот за проширување Хан ви упати една критика во однос на тоа што правите со администрацијата. Затоа што едно говорите кога пред да дојдете на власт и кажавте дека вие ќе бидете транспарентни, дека ќе се заложите за департизација на институциите на администрацијата. И што гледаме сега? За еден ден сменавте еден куп директори на агенцијата и си поставивте ваши
истурени играчи, партиски, кои што членуваат во највисоките партиски тела. Тоа ли е, почитуван колега, департизација на институциите? На таков начин ли сега вие го концепирате буџетот? Со ребалансот кратите суштински проекти кои што се од суштинско значење за граѓаните, почитуван колега. Ако во претходните креирање на буџети и ребаланси на буџети секогаш сме внимавале оние суштински потреби на граѓаните, кои што се од типот, еве ќе кажам, од областа на инфраструктурата, дали тоа комунални проблеми, канализации, водоводи, никогаш не се кратело тоа, напротив се додавало за да истите можат да бидат реализирани. Тоа се основните барања на граѓаните. Затоа за СДСМ повеќе беше важно да се скратат 6375 милиони денари кои што се наменети за водовод и канализации на општините, но затоа пак беше, како што кажав, многу важно да се зголеми буџетот за повеќе пати во Агенцијата за разузнавање, во Агенција за заштита на конкуренција, во Државната комисија за жалби по јавни набавки така натаму. Бевте поборници за зачувување на животната средина. Каде се? Каде се средствата за тоа дека екологијата треба да ја унапредуваме? Никаде, почитуван колега. Ги скративте и тука. Значи, околу 36 милиони денари од инвестициите за животна средина се скратени, но затоа овозможивте 13 милиони денари повеќе за плати и надоместоци. Во Министерство за земјоделие 13,5 милиони денари за плати и надоместоци, во Министерството за правда, и ова кажува која е вашата намера. Она што ве критикуваа вчера во Советот за Асоциација на Европската Унија, баш вие гајле. Вие си терате и понатаму за вработување на партиски послушници. Исто така, значи суштинска реформа, еве со ребалансот, 12 милиони денари повеќе за привремените вработувања во владата. Па нели Прибе кажа дека треба да се надмини ставката, мислам, она практика претходно која што еве била привремено вработување. Зошто европските критериуми, почитуван колега, на кои што толку многу се крстите и на толку многу поведувате внимание, ги кршите уште од самиот почеток? Како ние ќе одиме во Европа на ваков начин со кршење на европските критериуми и стандарди? Говорите за тоа дека ништо не сме направиле за студентите, дека сме ги збркале студентите и кажувате некоја бројка која што е од пред 50-60 години, дека 600.000 не знам граѓани од Република Македонија се иселиле надвор од земјава. А зошто, почитуван колега, не направите една анализа и да кажете во кој период беле најголемите иселувања и од кои причини? Дека од 1991 година до 2015 година се иселиле околу 200.000 граѓани, но само 72% од иселувањето било во периодот кога вие нели ја направивте мрачната транзиција. Тоа е основниот аргумент кој што можете да го проверите во Заводот за статистика, во кој период и во кои години имаме најголемо иселување. Значи, иселувањето е беа заради вашите стратешки и погубни политики кои што ги водевте во еден период. И за да ви докажам дека не сте во право, а устите ви беа полни за мерки на студентите, за реконструкција на студентските домови, за изградба нови студентски домови, за нормална нели јадење храна во студентските домови. И не знам уште се што не накажавте тука. Но во ребалансот се случува нешто друго. Значи, ова е лицемерната политика која што во континуитет ја водите и не сте извлекле на вистина наравоучение, барем од минатите позитивни политики кои што ги водела владата на ВМРО ДПМН. Па не може една економија која што беше под силни удари на светската економска криза, европската должничка криза и еве 3,5 години под влијание на сценариото и политичката криза која што вие сценирате, да издржи едни такви удари, што значи дека на вистина темелите што биле поставени на економијата биле солидни, издржливи. И такви ние едни темели ви оставаме вас. И вие што правите сега со ребалансот? Она што било изградено, поставени темелите, изградена неколку касница, вие сега ја уринате. Па не е во ред, почитуван колега. 155 милиони денари кратите за изградба на студентски домови.
Па нели требаше да ги градите по светски стандарди, по европски стандарди? Каде се тие? И немој да ми кажете дека првите 2 месеци дека сте биле брзо сега или не можете. Не, почитуван колега. За тоа колку успешна ќе биде ова влада се гледа од самиот старт. Ако на самиот старт вие не ги поставите правилните политики и стратегии во која насока ќе водите државата, џабе последна година кога ќе видиме дека правите стратешки грешки. Значи, крадите од она што е капитално, од она што е на вистина основен двигател за една економија, за вашите партиски вработувања во непрофитни цели. И ве молам, цело време вртите, знаете, она као киша око Крагуевца. Значи, затоа што немате аргументи да кажете зошто еден ваков ребаланс денес ни е донесен тука. Не денес, пред неколку дена ни е доставен пред пратениците. Нема со што да го браните. Немате аргументи за што да го браните. Не е развоен. Ви благодарам.